март е ден на избор измеѓу две опции. Опцијата која што ветува и ништо не прави и опцијата која што излегува со проекти и дела. Јас сум убеден дека сите заедно на 24 март ќе излезете да го дадете гласот за опцијата која 7 пати поред победи и ќе победи 8-миот пат. Да сте живи и здрави, да живее Македонија! Нашата партија, Обединетите демократски сили на ромите, остануваат лојални на оваа коалиција, на победничката коалиција за подобра Македонија. Со вас направивме вистинска општествено-економска, културна и политичка еманципација. Почитувани граѓани, на цвеќето му треба сонце и вода. На жените и децата им треба љубов и внимание. На Република Македонија и треба државна власт каква што заслужува. На Скопје му треба Коце Тројановски. На Македонија и треба коалицијата за подобна Македонија предводена од ВМРО ДПМНЕ. Одиме на победа! Сите ние заедно во Република Македонија овдека знаеме што е. Еден лидер имаме, еден премиер имаме. Тоа е Никола Груевски. Овде од оваа говорница да им порачаме на сите граѓани на Република Македонија дека не сме подготвени за компромис. За името едно име имаме, тоа е Македонија. Кандидатите за коалицијата за подобра Македонија нудат програма за работа од 2013 до 2017 година. Нашата коалиција ви нуди 10.112 проекти напишани во изборните програми за секоја општина одделно, во кои се содржани проекти за изградба на многу патишта, улици, болници, градинки, спортски игралишта и сали, водоводи и пречистителни станици, проекти со кои ќе се решат секојдневните потреби на граѓаните, проекти кои се неопходни, реални и произлезени од барањата на вас, граѓаните. Изградба на основното училиште Живко Брајковски, изградба на основното училиште во населено место Визбегово, изградба на градинка во населба Радишани, отварање на пензионерски клубови во сите населени места на територијата на општина Бутел, гасификација на општина Бутел, изградба на 2 нови индустријски зони, довршување на водоводот во село Љуботен, довршување на водоводот во населеното место Кучевачка бара. Ете така се сака Бутел. Уредување на инфраструктурата за индустријската зона Глумово, изработка и донесување на дупови за населените места во општината, гасификација на општина Сарај, реконструкција на главната улица во Сарај со што ќе прерасне во модерен булевар, зголемување на моќноста на проток на водата за пиење во селото Рашче, селото Копаница, селото Арначија, селото Матка и селото Семениште. Изградба на спортско-рекреативни пешачки велосипедски патеки во атарот на кањонот Матка. Ете така се сака Сарај. Гасификација на Чаир, реконструкција на основни и средни училишта, санација, конзервација и реконструкција на старата Скопска чаршија, проширување и реконструкција на улицата Цветан Димов. Да живее Чаир, да живее Република Македонија. Завршување на канализационата и водоводната мрежа во општината, асфалтирање на нови 30 улици, нови кружни текови на булеварот Македонска војска и партизански одреди, изградба на нова градинка во населбата Дексион, изградба на нова општинска зграда, ново основно училиште во населбата Хром. Ете, така се сака Ѓорче Петров. Изградба на 3 основни училишта во населбите Железара, Хиподром и Ченто, изградба на нова градинка во Стајковци, изградба на нов регионален спортски центар во населеното место Црешево, отварање на нова индустријска зона кај обиколницата, отпочнување со гасификација на општина Газивава, изградба на нова зграда за општинската администрација. Ете така се сака општина Газибаба. Изградба на нов спортски центар Јане Сандански. Во општина Аеродром ќе го изградиме и најголемиот парк во државата. Прв од ваков вид, со многу интересна и богата содржина, што ќе се наоѓа покрај кеот на реката Вардар.
изградба на репрезентативна општинска зграда за потребите на општинската администрација и граѓаните, целосна реконструкција и проширување на локалниот пат Горно-Долно Лисиче. Аеродром се сака со дела, Скопје се сака со дела. Изградба на стамбени објекти за млади брачни парови. Нов, модерен драмски театар. Убав и голем православен храм во центарот на општина Карпош. Економска зона во Бардовци. Индустријска зона во Лепенец. Гасификација на општината. Ете така, со работа, со нови проекти, со нови дела, се почитуваат граѓаните на општина Карпош. Развој на индустријската зона на булевар Борис Трајковски. Втора фаза на проширување на булевар Борис Трајковски. Ке се реконструира спортскиот центар Расадник. Изградба на основно училиште Рајко Жинзифов и основно училиште Невена Георгиева Дуња. Ете, така се сака кисела вода. Изградба на ново училиште со спортска сала во населбата Капиштец. Изградба на нова детска градинка со двојно поголем капацитет од постоечката на улица Козара во населба Капиштец. Изградба на пензионерски дом во Дебар Мало. Ревитализација на ресторанот Езерце и враќање на неговиот сјај. Изградба на целосна инфраструктура во новопроектираните населби на Ново Мало, Маџир Мало и Крњево. Да живее центар, да живее Република Македонија. Почитувани граѓани на градот Скопје, ја барам вашата доверба со конкретна програма. Програма која што е многу сериозно работена, со стручни луѓе, со експерти од соодветните области, со општините, со владата на Република Македонија и што е најважно, работена е со вас, со граѓаните на градот Скопје. Затоа ја барам вашата доверба за нова подземна сообраќајница од владата до железничката станица, за булеварско решение за трета македонска бригада, за нов Луна парк, за нов ски центар на Водно, за подземна сообраќајница позади Рамстор, со 2 кружни тека кај Нова Македонија и кај Кочо Рацин, за продолжување на булеварот Партизански одреди према Ѓорче Петров, за булеварот Кристијан Тодоровски Карпош во Чај и во Бутел, за центар за контрола и управување на сообраќај, за нов водовод во Шуто Ризари, за нов водовод во Ченто, Стајковци, Сингири, Чинџиково, за нови фекални канализации, за касификација на Скопје, за дела во сите општини на градот Скопје. Сите овие дела ќе бидат реализирани заедно со Советот на градот Скопје, заедно со општините во градот Скопје. Затоа, почитувани присутни, ја барам довербата од вас врз основа на она што е сработено досега и врз основа на тоа што е ветено. Ја барам довербата за победа во градот Скопје за во први круг, да нема втор круг, да нема пазарење, да нема уценувања, да нема блокирање. Ја барам вашата доверба и за Советот на градот Скопје, за носителот Владо Поповски, за полесно и побрзо да ги реализираме овие дела. За нови дела, за напредок, за подобро Скопје, за победа во Скопје. Браќа и сестри, дами и господа, народе македонски, граѓани на Македонија, драги пријатели, пред мене гледам победничка атмосфера. Како во 2005-та, како во 2006-та, како во 2008-та
како во 2009-та, како во 2011 година, победничка атмосфера. Пред мене гледам огромна бројка на народ, кој бара и поддржува дела, проекти, реформи, напредок и успеси. Успеси за Македонија. Немојте да го нарекувате народот плашлив. Доста го поценувате нашиот народ со невистини, дека живее во страв. Нашиот народ не се плаши. Нашиот народ е горд. Нашиот народ е храбар, слободен и слободолюбив. Нашиот народ во минатите години виде како се ветува визна либерализација и се исполнува укинување на визите. Како се работи и се добиваат 4 поред позитивни извештаи од Европската Унија и препораки за почеток на финалните преговори за членство во Европската Унија. Како се исполнуваат и сите потребни реформи за членство во НАТО. Но виде и како се брани македонскиот идентитет, македонската чест, гордост и име. Драги пријатели, главниот столб на нашата економија, фирмите, компаниите и бизнисмените видоа што значи да има држава и влада за себе, да се грижи за тебе и да те ислуша и да ти помогне во најтешки времиња. Тие видоа со дела, со ветено и со исполнето. Видоа како е подобро да се работи во земја со најниски трошоци во Европа за правење бизнис и со најниски даноци во Европа. Нашиот народ виде и како се сакаат и се подржуваат земјоделците. Со дела, со конкретни дела, со субвенции како никогаш досега, со огромни нови парцели државни земјишта кои се делат на земјоделците за да им се помогне. Со закони кои им помагаат да легализираат се што стекнале, а државата не им го признавала. Со подршка за формирање на задруги и подршка кога им е најтешко, кога ќе најдат тешки години за родот, заради суши или заради поплави. Нашите земјоделци, со сите пропусти и слабости кои сме ги имале, сепак видоа што значи да имаш држава и влада зад себе, која стои за тебе и работи во правец да ти помогне и во добри, но и во тешки времиња. Затоа и земјоделците знаат на овие избори која опција да ја подржат и затоа ВМРО ДПМН има стекнато углед кај земјоделците. Нашиот народ виде и како се сакаат и подржуваат пензионерите со дела, со конкретни и видливи дела, со зголемување на пензиите, како што неодамна повторно имаше, со намалување на цените на лековите, со бесплатен градски превоз, со бесплатно бањско лекување и редица други бесплатни можности за кои порано мораат да плаќаат, како што и пензионерите со пензија помала од просечната добија можност за болничко бесплатно лекување без партиципација. Нашиот народ и нашите граѓани кои се невработени и оние кои се приматели на социјална подршка видоа што значи државата постојано, постепено да ја качува социјалната помош како што неодамна повторно се зголеми, но и што значи и грижа и огромни напори да се привлечат нови инвеститори и да им се помогне на сегашните да отворат нови капацитети и нови работни места кои ќе го решат нивниот статус на невработени и да станат вработени. Со конкретни дела, драги пријатели, се привлекоа и Джонсон Controls, и Джонсон Мети, и Технохозе, и Ван Хул, и Кромбет и Шубер, и Драксер Мајер, и Кемет Electronics, и Проте Груп, и Einflow, и Стилкон, и Alliance One, и Гришко, и Ула Камбалаш, и многу други, а доаѓаат и нови
како што за еден германски гигант денеска министерот Веле Самак ми информираше дека со успех завршија преговорите и дека планираат наскоро нова фабрика кај Велес за електроника во која ќе вработат нови 600 невработени луѓе и чие име се уште заради деловни причини компанијата не смееме да го објавиме. Некои велат дека сме правеле многу реклама и затоа народот гласал за нас. Јас ќе им одговорам дека за да правиш реклама ти мора да имаш дела. Нема реклама без дела. Треба да имаш што да рекламираш. Што, например, драги мои, што да рекламира Бранко Црвенковски и СДСМ? Тат ли да го рекламира? Или промената на името Република Македонија во бивша Југословенска Република Македонија? Или може би проектот кој Бранко Црвенковски го вети на избори дека ќе вработел по еден невработен од секое семејство во Македонија. Драги пријатели, ние сме свесни дека довербата тешко се стекнува, а лесно се губи. Затоа, со големо внимание, пристапивме на избор на новите кандидати за градоначалници. Освен што дел од нив се досегашни градоначалници кои покажаа како треба да се работи и како се прават дела, ние преходно добро анализирајќи го нивното минато, нивниот капацитет, енергија и честност, предлагаме и нови кандидати кои досега не биле градоначалници, но во нивните професии и во целокупното нивно работење, во нивната кариера покажале дека знаат да работат и да создаваат дела и дека многу брзо својата способност која ја покажале во нивната професија ќе ја преточат и во градоначалничката функција. Кај нас во ВМРО принципот е секој градоначалник е градоначалник на сите граѓани во општината, и на оние кои се од ВМРО, но и на оние кои се од СДСМ и од другите партии, и оние кои не сакаат да се занимаваат со политика и се партиски неутрални. И на македонците, но и на албанците, турците, и на србите, и на ромите, и на бошнаците, и на власите, и на сите останати, и на христијаните, и на муслиманите, и на другите, да дадеме подршка за луѓето кои ќе работат најдобро за заедничкиот интерес, бидејќи и ние, и тие имаме иста цел, создавање на дела за подобар живот на сите, бидејќи Македонија се сака со дела, Скопје се сака со дела, Центар се сака со дела, аеродром се сака со дела, кисела вода се сака со дела, чај се сака со дела, Бутел се сака со дела, Газибала се сака со дела, Ѓорче се сака со дела, Сарај се сака со дела, Карпуч се сака со дела, Шутор Ризари се сака со дела. Да живее Македонија! Нашата земја заслужува